содржината ќе биде запознаена јавноста преку вас, а еве денеска што туку пристигнав од Софија, каде што денеска се одржа втората меѓувладина комисија со Република Бугарија согласно договорот за добрососедство од 2017 година, каде што, како што вели самиот договор, дека таа комисија ја копредседаваат министрите за надворешни работи од двете страни, меѓутоа учествуваат и други високи представници од владата, така да со мене беа и вице-премиерот Маричич, министерот за транспорт и врски, министерот за економија и министерката за култура. И после 3 години пауза се одржа втората седница на комисијата и се усвои записникот од втората средба, кој што нели го нарекуваме протокол. Да ве подсетам прво по однос на обврските од договорот од 2017 година, дека во тој договор се предвидуваат два инструмента, односно две комисии. Едното е предвидено во член 8 став 2, кој што вели во рок најдоцна до 3 месеци од влегувањето во сила на овој договор, со цел продлабочување на заемната доверба, двете договорни страни ќе формираат заедничка мултидисциплинарна експертска комисија за историски и образовни прашања на паритетна основа, за да придонесе за објективно и засновано на автентични и на докази засновани историски извори, научно толкување на историски настани. Комисијата ќе поднесува едногодишен извештај за својата работа пред владите на договорените страни. И став 3 од истиот член 8 од договорот за добрососедство од 2017, двете договорни страни ќе организираат со заемна согласност заеднички чествување на заеднички историски настани и личности насочени кон зајакнување на добрососедските односи во духот на европските вредности. И член 12, во рок од 3 месеци од влегувањето во сила на овој договор, двете договорни страни ќе основаат заедничка меѓувладина комисија. Комисијата се копредседава од министрите за надворешни работи на двете договорни страни и вклучува високи официјални представници на двете договорни страни. Заедничката меѓувладина комисија ќе одржува редовни средби еднаш годишно со цел преглед на ефективната примена на овој договор, примена на мерки за подобрување на билатералната соработка, како и решавање на прашања кои се појавиле за време на исполнување на договорот. Како што знаете, една средба после подпишување на овој договор им се одржа во 2019 година во Софија помеѓу тогашните министри за надворешни работи на двете влади и е подпишан првиот записник, односно првиот протокол. Мислам дека тој не беше објавен до сега во јавноста, делови од него беа излегуваани из различни медиуми, меѓутоа интегрален текст мислам дека не е објавен од првиот протокол подпишан во 2019 година. Од тогаш не се одржа седница на меѓувладината комисија заради тоа што Република Бугарија стави вето на усвојување на преговарачката рамка и одржување на првата меѓувладина конференција уште од 2020 година и тогаш почна таа криза на односи и тогаш почнаа билатералните разговори за надминување на разликите со цел изнаоѓање на решение кое што ќе го деблокира овој процес, односно ќе го крене ветото на Република Бугарија, кое што беше утврдено преку нивната рамковна позиција на владата, а потоа трансформирана и во декларација на парламентот на Република Бугарија, со кој што се ги утврдија они тогаш тие црвени нивни линии по однос на јазикот и по однос на поглавието 35 за договорот за добрососедство. Вие сте биле сведоци на моите чести пресконференции, преку кои сум ве информирал за текот на разговорите, за така наречениот пакет 5+1, за кој што разговори се одвиваат веќе повеќе од 2 години и се разменува со различните влади, различните министри за надворешни работи од таа страна, се разменува идеи, предлози и така натаму, меѓутоа не можеше да се дојде решение поради тоа што за нас беа важни
три прашања во процесот, без кои што ние не можевме да прифатиме било кое решение, а кое што за жал до тогаш беше во нивните црвени линии на рамковната позиција и на декларацијата. Тоа е прашањето на јазикот, прашањето на несоздавање, невнесување на посебно поглавје во преговарачката рамка или пак внесување на историските прашања како одредници за отварање и затварање на поглавја. Тие беа прашања за кои што ние не дозволувавме да бидат во преговарачката рамка и се разбира почеток на преговорите веднаш. Имаше различни позиции до тогаш по однос како ќе се реши тој пакет 5+1, за кој што јавноста знае, се работи за темите говор на омраза, рехабилитација, пристап до архиви, темата на историската комисија, прашањето на човековите права на бугарската заедница и така натаму, преку обидите за нов договор, за анекс, за меморандум и така натаму, за да се најде компромисно решение тие прашања да се решаваат во записник од втората средба од договорот за добро соседство. Овој документ кој што денеска е подпишан во Софија, во својата правна форма представува записник од состанок во кој што се прави пресек на постигнатите резултати, политичкиот диалог, секторската соработка во изминатите 3 години. Обично ваквите записници треба да покријат една година, меѓутоа бидејќи ние не сме имале 3 години таква средба, покрива период од 2019 до 2022 и прави пресек на постигнатото, политички диалог, секторска соработка и мерки кои што треба да се превземаат за надминување, односно за исполнување на договорот за добрососедство, односно надминување на разликите со цел постигнување на добрососедски односи, односно прашањето кои што Република Бугарија ги покрена како причина за ставање вето на нашиот европски процес. Јас денеска ќе ви го образложам и ќе ви го презентирам документот, односно записникот, прво во својата неструктурирана форма за да се свати логиката и концептот на целиот документ, а потоа и финалната верзија на документот, односно подпишаниот документ кој што ми е тука пред мене, но ќе ви ги презентирам на монитор двете верзии. Значи прво неструктурираната форма, меѓутоа во која се наоѓаат сите мерки, и во финалната форма, меѓутоа тие се поделени во краткорочни и долгорочни мерки. Но за да се свати суштината, ќе ви ги презентирам по теми, како што се групирани во пакетот 5+1. Да. Значи, како што гледате, мислам дека може да читате протокол од вториот состанок, во кој што на почетокот ги имате одредени принципи, имајќи го предвид развојот на пријателските односи меѓу државите, засновани на почитување на принципите на равноправност и право на самоопределување на народите, уверени во неопходноста за зајакнување на безбедноста, стабилноста, соработката во Југоисточна Европа во духот на споделените евроатлантски вредности, нагласувајќи неопходноста за надминување на отворените билатерални прашања, за цврстување на довербата и стриктно исполнување без понатамошно одложување на договорот за пријателство, двете држави го разгледаа спроведувањето на овој договор и прифатија мерки за подобрување на билатералната соработка и надминување на отворените прашања. Значи, гледате дека тука има дневен ред и фактот што има дневен ред, значи дека се работи за записник во својата правна тежина, односно форма. Тоа е стандарден дневен ред. Прво се прави преглед на постигнатото, како што реков, во исполнување на договорот, сега за период 2019-2022 година, усвојување на годишните извештаи, усвојување на насоки за действување во исполнување на договорот, подпишување на протоколот од одржаниот втор состанок. Од прегледот кој што го покрива политичкиот диалог, се почнува стандардна фактографија од средбите на ниво на председател на држава, средбите на ниво на премиер, со класична фактографија на средби, кој со кого се сретнал и каде се сретнал, се разбира на ниво на министри за надворешни работи во целиот период од 2019 до
2022 на ниво на председател на собранието и потоа преглед на секторската соработка. Знаете дека формиравме 5 работни групи од различни теми во кои што беа вклучени институциите од двете страни и кои што во овој период усогласуваа мерки, меморандуми, протоколи, договори и така натаму. И сите тие се представуваат во тој преглед на досегашната работа. Преглед на секторската соработка, кои протоколи сум ги болдирал чисто да се даде фокус на какви теми: борба против трговија со луѓе, локална самоуправа, прекогранична соработка, синџирна храна. И потоа почнува преглед на меѓусекторските работни групи, односно првата работна група економија, трговија и иновации. Денеска на состанокот министрите од двете работни групи реферираа што е направено во изминатиот период и сите тие се ставени во овој записник. Значи, спроведување на анализи, усогласување на економијата и така натаму, идентификувани следните теми од заеднички интерес, техничка помош, регулативи на ЕУ, меморандумите кои што се подпишани во овој период, областа на економска соработка, во областа на земјоделството, исто така во рамки на првата работна група. Во областа на финансиите, сите мерки кои што се направени во овој период од 3 години. Втора работна група, инфраструктура, транспорт и врзување, исто така сите мерки, меморандуми, договори, проекти кои што се реализирани во овој период како фактографија. Се разбира, ќе го добиете текстот, па можете и детално да ги видите. Соработка во областа на транспорт, тука се важни, денеска разговаравме за проектите во делот на железницата, за кои што ќе има новости наредните денови, кои што се многу важни во делот на инфраструктурното поврзување со Република Бугарија, соработка во областа на комуникациите, соработка во областа на енергетиката. Ова беше важен дел и од денешниот состанок, затоа што енергетската криза наметна соработка со соседните земји и тука Република Бугарија е една од главните партнери со кои што почнуваме со среднорочни и долгорочни проекти за интерконекција со газ. Например, Петрич Струмица, меѓуресорска работна група европска соработка и исто така сите мерки кои што се превземени во рамки на работната група. Зелена транзиција, заштита на животната средина, дигитална трансформација, електронска контрола, владење на право, соработка во областа на поштенските услуги, програма меѓу владата во областа на образованието и науката. Тоа се стандардните програми кои што ги подпишуваат министерствата во соработка помеѓу Министерството за култура, млади и спорт, националните агенции за програмата Еразмус, соработка во областа на туризмот, во областа на одбраната, соработка во областа на здравство и тука завршува прегледот на секторската соработка. И почнува втората точка од дневен ред, во кој што на овој преглед се групирани по теми, како што реков, од пакетот 4+7. Темата за историската комисија, ја пишуваме темата за историја. Двете држави ја охрабруваат комисијата да ја забрза својата работа и да се постигнат јасни резултати во согласност со член 8 алинеа 2 од договорот. Ги болдирав намерно двете влади за да се види реципроцитетот во сите мерки кои што се превземаат. Двете влади ја потврдуваат својата поддршка за работата на комисијата и се ангажираат да создадат поволни услови за низината работа, ја охрабруваат да работи со поголема ефективност за постигнување на конкретни резултати врз основа на строго научна дебата со цел представување на факти и настани од заедничката историја која ги поврзува двете држави и нивните народи во образовните системи на двете држави. Во својата работа комисијата треба да се придружува кон одредбите на член 8 став 2 кој што претходно ви го прочитав од договорот за добрососедство. Двете држави преку надлежните министерства и единиците на локалната самоуправа
во рок од 2 години да ги вклучат сите веќе меѓусебно договорени резултати. Исто така намерно го болдирав овој дел, бидејќи протоколот се однесува на мерки кои што ги превземаат владата откако комисијата ќе донесе одлука. Значи, веќе меѓусебно договорените резултати, двете држави на реципрочна основа преку надлежните министерства ќе ги имплементираат. И исто така може да ги земаат предвид во содржините на надписи на споменици, знаци, информацијски материјали и така натаму. Двете држави ќе ги осогласат во согласност со член 8 алинеја 2 од договорот методолошките упатства, учебници и други релевантни учебни материјали соодветно на препораките на комисијата во период не подолго од 2 години по нивното одобрување. Значи, прво реципроцитет, второ секогаш е по нивното одобрување. Се тоа мерки што владата ги донесува откако комисијата ќе ги одобри. При изучувањето оригиналите на соодветните историски извори и литературни текстови да бидат достапни да се користат и презентираат од соодветни образовни институции кои што и сега е фактичка состојба. Сите идни резултати од работата на комисијата ќе се објавуваат заеднички од двете држави во рок од 6 месеци по усвојувањето на договорените текстови од заедничката комисија. Ако тоа не е направено, во посечениот период секоја држава ќе има право да ги објави самостојно. По подпишување на овој протокол, државите ќе ги објават на интернет страните веќе усвоените препораки во рок од 1 месец. Значи, тие што до сега се усвоени. До сега се околу 5 за чествување, 5 текстови за чествување и 1 препорака за учебник. Согласно член 8 алинеја 3 од договорот, двете држави прифаќаат во 2022 и 2023 да ги чествуваат сите заеднички историски настани и личности кои се веќе договорени од заедничката мултидисциплинарна комисија. Значи, внимавајте секогаш на реченицата после одобрување кои се веќе договорени и секогаш двете држави. Владата на Република Северна Македонија е тука бидејќи има само една препорака до сега од историската комисија, затоа вели во согласно со препораката на комисијата ќе достави прелиминарен урнек, значи не формален текст, туку урнек како би изгледало во иднина една таква препорака во учебниците. Заедничката комисија ќе реализира план за работа кој што предвидува одржување 8 до 10 состаноци на годишно ниво. Двете држави да се придружуваат кон одобрените текстови од заедничката комисија како основа за организирање на заедничко или индивидуално чествување и како и да се придружуваат кон нив во јавните говори. Значи на тоа што веќе комисијата го одобрува. Двете држави преку надлежните институции да подготват и представат предлог тестови за лекции врз основа на препораките на комисијата за кои комисијата постигнала согласност. Двете држави ја охрабруваат комисијата, затоа кажав, мислам, во една друго состанок со вас, дека има само едно охрабрување за среден век во рок од 1 година, меѓутоа и тука сме внимавале да не се користи збор задолжување за комисијата, туку ја охрабруваме да го заврши периодот среден век за 1 година и да на следниот состанок комисијата, односно меѓувладината комисија да ги одобри. Двете држави не покасно од учебната 24-25 да ги усогласат каде што е неопходно учебниците, така што тие ќе ги одразуваат до тој момент постигнатите резултати. Значи, повторно се повторува истото, до тој момент постигнатите резултати. Двете држави да продолжат да ја поддржуваат и охрабруваат работата на комисијата за да ги извршуваат започнатите ангажмани во согласно со резултатите од работата на комисијата, одобрени од двете влади. Двете држави да разменат согласно програмата меѓу владата на Република Северна Македонија и владата на Република Бугарија за соработка во областа на образованието и науката. Имаше шпекулации во јавноста дека ние ќе предаваме, некој ќе контролира, значи све се тоа шпекулации. Текстот се е на реципрочна основа, државите и така до сега ги разменуваат овие методолошки упатства и учебници и во рамки на работата на комисијата и во рамки на програмата за соработка во областа на образованието. И двете држави ја поддржуваат и ја охрабруваат, многу е важно, ја охрабруваат комисијата да ја заврши својата работа до членство на Северна Македонија во Европската унија. Така да шпекулацијата дека комисијата има некои рокови за отварање и затварање на поглавја не се точни, бидејќи формулацијата е ја охрабруваме комисијата до членство во унијата да ја заврши својата работа како една политичка волја од страна на двете влади за да се охрабри комисијата. И тоа е делот за
Историската комисија. Значи, уште еднаш, реципроцитет и само одлуки на владата откако комисијата ќе ги одобри, без рокови за комисијата, без тоа што, кога и како за комисијата. Втората точка, поддршка за европската интеграција на Северна Македонија. Во согласно со договорот од 2017 и заедничкиот интерес за засврстување на добрососедските и партнерските односи, двете држави се ангажираа да работат на исполнување на следните обврски. Република Бугарија изјавува подготвеност да се согласи да се одржи првата политичка меѓувладина конференција на Европската унија и Република Северна Македонија со разбирање дека следната меѓувладина конференција за комплетирање на фазата на отварање на преговорите за членство ќе се одржи веднаш откако Република Северна Македонија во својот устав ќе ги вклучи оние нејзини граѓани кои живеат на територијата на државата и се дел од други народи како што е бугарскиот народ. Значи, како што е францускиот предлог, почнува меѓувладина конференција задутре, скринингот година и пол, по завршување на скринингот, со автоматизам има втора меѓувладина конференција, веќе и за втората нема одлука нова на Европскиот совет, туку сега се носат утре во 6:30 навечер, се носат одлуки од страна на Советот за двете конференции, и за првата пред скринингот, и за втората после скринингот, со тоа што втората е условена со уставните измени. Слушнав вчера некои шпекулации и интерпретации што значи тоа дел од други народи, исто тоа што го имаат сите други заедници во земјата. Односно, каде што стои дел од српски, влашки, ромски народ, продолжува дел од хрватски, црногорски, бугарски народ, египчани, има барање, уште не е одлучено, меѓутоа во тој дел се размислува. Вчера премиерот спомна и други заедници кои што бараат исто така да се вклучат по принципот на Хрватска, која што го отвара уставот за сите, внесувајќи 25 заедници во хрватскиот устав. И тоа го прави пред да стане членка на Европската унија. Владата на Република Северна Македонија се согласува следната меѓувладина конференција за комплетирање на фазата на отварање, значи после скринингот, пред првото поглавје, да се одржи откако во сила ќе влезат измените на уставот на Република Северна Македонија за вклучување на оние нејзини граѓани. Значи тука имаше шпекулација дека владата како може да превзема обврска во име на собранието. Значи владата не превзема обврска во име на собранието, туку владата се согласува дека втората конференција ќе се случува откако собранието ќе донесе одлука за внесување на заедниците. Ова е многу важно за нас, бидејќи Бугарија изразува подготвеност веднаш по усвојување на заклучоците на Советот на Европската унија, согласно конечниот предлог на француското претседателство, да ги повлече своите резерви за склучување на договорот со Фронтекс. А знаете кои се резервите и кои беа резервите до сега за склучување на Фронтекс. И со потпишување на овој протокол, Бугарија потврдува дека ќе даде согласност за усвојување на конечниот предлог на француското претседателство од 30 јуни. Трета точка од пакетот 5+1, говор на омраза. Државите ја потврдуваат обврската за превземање мерки против секој вид на говор на омраза и ги определуваат Министерството за надворешни работи за контакти за информирање на надлежните институции за заедничко идентификување на такви случаи во надписи на јавни згради, споменици, текстови на учебници и учебни програми, како и во јавниот простор. Да објаснам, говор на омраза е согласно нашето законодавство омаловажување, подчинување на некој заради негови карактеристики или нејзини карактеристики или пак заради припадност на одредена група. За да нема погрешни интерпретации што тоа значи и не се однесува на историски интерпретации и на било кои други интерпретации, туку омаловажување и подчинување на некој заради карактеристики, припадност на група и така натаму. Реципроцитетот се гледа во секој параграф. Државите ќе создадат без одложување соодветна процедура и конкретни чекори за превземање на брзи и ефективни мерки при идентификување на такви случаи. Двете држави ќе превземат ефикасни мерки за превенција на недобронамерна пропаганда од страна на институциите и агенциите и ќе обесхрабруваат активности, бидејќи ние не можеме приватните субјекти да ги контролираме, но ги обесхрабруваме само да не превземаат мерки насочени кон поттикнување на насилство, омраза, други слични активности
кои што би наштетили на нивните односи. И мислам дека прашањето на говорот на омраза е првиот предуслов кој што е важен за воспоставување на добрососедски односи. Тоа е мое размислување дека доколку отвараме ново поглавје на односи со Република Бугарија, мораме да го спречиме и да го прекинеме овој циклус на говор на омраза од двете страни на границата едни кон други. Двете држави преку дипломатски канали меѓу Министерствата за надворешни работи да продолжат да разменуваат информации во врска со говор на омраза, идентификувани натписи и знаци на јавни згради, споменици, текстови во учебници и учебни материјали, како и во јавниот простор на територија на друга држава и да информираат во разумен рок за преземените активности од соодветната држава. Двете држави да гарантираат дека државното финансирање на нови книги, документарни издања, исписања, филмови и друга уметничка продукција, при што секој субјект финансиран од државата ќе потврди преку јасна и обврзувачка изјава дека ќе го следи со неопходно внимание прашањето за неприфаќање на сите форми на говор на омраза и непочитување на оваа должност ќе представува основа за прекина понатамошно државно финансирање. Значи тука е идејата двете влади да не дозволат со државни пари да финансираат документарни филмови, проекти кои што ги навредуваат граѓаните од едната и од друга страна. Двете држави ќе превземаат ефикасни мерки за превенција на недобронамерна пропаганда од страна на институции и агенции и ќе одвраќаат активности, повторно тука внимаваме со приватните, бидејќи немаме директна надлежност, но одвраќаме активности на приватни субјекти насочени кон потекнување насилство, омраза. Бидејќи во суштина на дефиницијата на говор на омраза е говор кој што оди кон насилство и кон други насилни активности. Територијални претензии, ви реков, овие ќе ги видите после во финалната верзија се реструктурираат повеќе во временски отколку во тематски целини. Двете држави се согласија при утврдување на случаи на неосновани етнички територијални претензии во учебници и учебни помагала, како што е примерот на учебникот по географија за 7 оделение. Значи има учебник наш за 7 оделение кој што зборува за километрите, односно ги прашува учениците колку километри се етничките територии на Македонија, опфаќајќи дел од соседните држави, што е типична, односно класична форма на територијална претензија, со тоа што ова е на реципрочна основа, доколку ние забележиме во било кои учебници во Република Бугарија дека има такви територијални етнички претензии кон нас, согласно оваа мерка бараме веднаш тие да се менуваат. Двете страни се обрзуваат последователно да се информираат за сите промени во содржината на сите учебници, учебни помагала и методолошки поими, што и така го прават. Точката рехабилитација на жртвите на репресија од комунистички период и пристап до архивите. Во 2006 Собранието на Република Македонија тогаш има донесена резолуција за рехабилитација за извинување на жртвите на комунизмот. Со овој протокол владата треба само да ја реафирмира таа одлука, односно да донесе заклучок дека ја реафирмира резолуцијата од 2006 година, а во рок од една година треба да обезбеди правна основа за пристап до архивите за период 45-91, додека Република Бугарија изјавува дека веќе овозможила и ќе продолжи да овозможува пристап кон архивите на репресивниот апарат од поранешните служби на државна безбедност. Значи повторно на реципрочна основа. И последниот дел во однос на човекови права, односно правата на бугарската заедница, Република Северна Македонија ќе презема мерки со кои ќе осигура ефективен пристап до еднакви права, заштита од дискриминација и заштита на културата и идентитетот на бугарската заедница во Република Северна Македонија, постигнување на одржливи резултати за превенција и реакција против појави на јазик на омраза, постигнување на одржливи резултати во превенција, истрага и гонење на кривични дела од омраза, превземање ефективни мерки за подигнување на свеста, односно институционални механизми за правата на човекот и подигнување на довербата. Постигнување на одржливи резултати за гарантирање на слободно остварување на правата на бугарската заедница за слободно изразување, заштита и развој на идентитет и специфични карактеристики. Подпишан согласно јазичната клаузула од 2017, бугарски јазик согласно уставот, македонски јазик согласно уставот, бидејќи договорот е дека во билатерална комуникација со Република Бугарија
уште од 1999 е постигнат тој договор со заедничката изјава Георгиевски Костов и после реафирмирана со договорот од 2017 за билатерална комуникација се користи формулацијата бугарски јазик согласно уставот, македонски јазик согласно уставот, но со францускиот предлог за комуникација со Европската унија е чисто македонски јазик. И под копредседавач, подпис на копредседавачите. Значи ова е по тематски целини, вака беше замислен кога е подготвен, а во финалната верзија не е по тематски целини, туку е повеќе по временски целини, односно како краткорочни и долгорочни мерки, меѓутоа содржината е иста. И еве финалната верзија која што е подпишана. Значи, овој дел нема, ќе направам за да се види цело, овој дел нема промени, истото. Значи, ова е варијантата која што денеска е подпишана. Значи, уште еднаш само важно е ова да подсетам, дневен ред, што значи дека формата е записник. Исто, значи меморандумите, тоа што втора точка е сега. Значи, што е, бидејќи ова е веќе формалната верзија, конечната верзија која што се разговараше денеска, владите ги усвојуваат извештаите на заедничката експертска комисија. Во текот на наведениот период опфатен со извештајот, комисијата има остварено 13 состаноци. Работата на комисијата се оценува дека е под очекувањето споредно со протоколот од првиот состанок, бидејќи знаете дека првиот состанок имаше одредени рокови до 2019 да се заврши тој период и тоа без охрабрување, туку имаше со директно задолжување до 2019 да се заврши тој период и затоа се проценува дека до 2019 не се ни разгледани тие прашања. Зашто во новиот протокол нема задолжување со комисијата, туку зборува само за охрабрување и тоа во делот на средниот век и во делот на целата работа на комисијата до членство во Европската унија. Потоа истите, двете влади ја потврдуваат, значи тоа се истите, нема разлика. Сега како се делат временски, значи мерки кои што треба да се превземат пред втората меѓувладина конференција. Тука да нема недоразбирање, бидејќи некој ќе каже, значи не е само уставот, туку има и други прашања. Одлука за втората се донесува утре, во 6:30. Така да нема повторно Бугарија да се прашува за втората. Единствен услов е уставот. Но ги прикажавме временски за да имаме предвид на што ставаме приоритет во наредната година, а што ставаме приоритет после тоа како долгорочни мерки. Истата содржина, говор на омраза, меѓутоа рехабилитација, меѓутоа поделено. Еве, например, во делот на рехабилитација, како краткорочна мерка се става владата да изјави дека за една година ќе овозможи правна основа за пристап до архиви, а во долгорочните мерки е после една година владата тоа да го направи. Значи, истата содржина, еве сега мерки после втората меѓувладина, односно како долгорочни мерки, меѓутоа како содржина се истите тие што ги спомнав. И тука тоа е протоколот кој што е подпишан денеска. Повелете прашања. Министре, јас имам неколку... Да, имам неколку прашања, Сега едно по едно или ќе ги завршиш? Како ваш ви е позгодно? Исто. Ќе одам тема по тема. Океј. Во делот на историската комисија, историјата, постојано го нагласувавте тоа дека ќе има реципроцитет. Де јуре гледаме дека тоа е така, меѓутоа де факто кои се врските или колку врски ќе има Македонија, колку врски ќе има Бугарија. Вие може да зборувате за реципроцитет, но кога стана збор за учебникот, велите Македонија ќе има обврска во делот на едната договорена историска личност. Што тоа значи? Како Бугарија ќе го промени својот учебник во делот ако цар Самуил е договорената историска? Нема разлика помеѓу де јуре и де факто. Што е тука, тоа ќе биде и де факто, реципроцитет. А
какви препораки, тоа зависи од комисијата. Ама За кого ќе дадат препораки, тоа е работа на комисијата, ние тука не се мешаме. Но ако препораката е за двете држави, тоа значи дека двете држави мора во ист момент тоа да го реализираат, бидејќи обврските се реципрочни. Ако нашата комисија, мислам ако заедничката комисија утврди 5 обврски за Македонија и една за Бугарија, за кој А реципроцитет ќе зошто би збориме? утврдила 5? Па еве утврдила една и во таа е нотирано дека ќе се не направи коментираме- измена само Ние на како македонски Ние учебник. како политика не влегуваме во работата на комисијата. Таа си е автономна, тие си одлучуваат. Тоа што ми е важно мене дека комисијата кажува јавно, ако ние прифатиме, вие слободно имплементирајте, затоа што ние стоиме позади тоа. Одлуките се носат со унанимност. 7 наши члена на паритетна основа треба да кажат да. Сите мерки, ако ги забележавте, се однесуваат откако комисијата ќе одобри. А филтрите се комисија, па Министерство за надворешни работи, па влада, па Министерство за образование, па комисија, па автор и така натаму и така натаму. Но рокови за имплементација од страна на владата има и треба да има, затоа што ние сме подпишале договор за добрососедство, имаме обврски да го почитуваме тој договор двете страни. И затоа нема бегање од обврските доколку комисијата донесе одлука. Но не кажуваме на комисијата што, како и кога. Тоа е прашање, ќе ги прашате од комисијата, ние не се мешаме во нивната работа и во автономијата на нивната работа. Во делот на евроинтеграција, го спомнавте договорот Фронтекс, на кој јазик ќе биде подпишан, тука во протоколот не е На дефинирано. македонски јазик. Значи, тоа до сега, иако шпекулациите, односно се зборува дека македонскиот јазик не бил споруван во Европската унија, тоа не е точно. Македонскиот јазик го немаше во Европската унија, ниту сме можеле да подпишеме документ со Европската унија со македонски јазик. Ниту преведувачот можел да има таг каде што стои македонски јазик. Сега, не само што е влезен во рамката како чист македонски јазик, туку ќе го имаме првиот договор во историјата помеѓу Република Северна Македонија и Фронтекс со дозвола на 27 земји членки со Macedonian language. Во делот говор на омраза, велевте дека нема да има цензура, но сепак министерствата ќе бидат инволвирани во контрола на... Не контрола, тоа се контакт точки за следење на трендот. И доколку гледаме тренд на меѓусебно навредување, омраза помеѓу двете страни, бидејќи целта на овој договор е да ги подобриме односите. Ние не можеме да станеме сојузници во Унија во скарани односи. Унијата не прифаќа земји кои што имаат отворени прашања со соседите. За да ги подобриме тие односи, двете министерства го следат трендот. Ако гледаме дека и намерно некој провоцира, ги омаловажува другите, ги информираме надлежните институции дека има одреден тренд, дека има некоја злонамера за да прави недобронамерна пропаганда. Значи, Министерствата за надворешни работи не носат одлуки, туку го следат трендот. И мислам дека е важно, бидејќи ние го имаме тој сензибилитет и ја превзимаме таа обврска да ги подобриме односите, и мислам дека апсолутно никој не треба да поддржува говор на омраза едни кон други. Не можеме ние да продолжиме во односи токсични со Република Бугарија во услови институционално следење на нечи говор е цензура. Значи, ние имаме ние имаме закони кои што точно утврдуваат што е говор на омраза и како тој се следи и се казни. Судовите се тие кои што одлучуваат. Но тука назначуваме контакт точки за информирање на надлежните институции доколку гледаме дека има намерен обид за да се влошат односите помеѓу двете држави. Ја искрено не ве разбирам. Информиру ќе формирате? Контакт точка што значи? На кој механизам ќе функционира сето тоа? Например, еве да ве прашам вас, кој реагира доколку има говор на омраза? Која е институцијата што пушта ноти? Кој пушташе ноти за тоа што се случи во бугарскиот парламент со памфлетите кои што беа користени од пратениците? Која е институција? Министерството за надворешни работи. Затоа што тоа е наша надлежност.
Кој пушташе ноти од страна на Бугарија за говорот на омраза на протестите овде? Министерството за надворешни работи на Република Бугарија. Тоа е следење на трендот и реакција со цел да се укаже дека тоа се лоши пораки кои што може да ги влошат односите. Мислам дека никој не сме да поддржи говор на омраза, ниту тие кон нас, ниту ние кон нив, ако веќе отвараме ново поглавје на односи помеѓу двете држави. Кога велите ќе се следат текстови во учебници, табли, дали имаат говор на омраза, тоа го опфаќа зборот фашистички? Не, тоа се работи на историски интерпретации, тоа е работа на комисијата. Јас зборувам за навреда, омалуважување по однос на карактеристики, на припадност од било која форма. Ако стигне нота од МНР бугарско дека одреден споменик има обележје фашистичко, тоа и дека го смета за говор на омраза? Значи, јас реков, ние говорот на омраза го толкуваме според нашето законодавство и тоа како ние го дефинираме говорот на омраза. Министре, вие ќе се надоврзам на колешката околу делот за говор на омраза. Претпоставувам дека во иднина ќе има дополнителни конфузии како ќе се работи во однос на сето тоа. Што, например, ако се доведеме во ситуација за, нели, ако за Бугарија е говор на омраза бугарскиот фашистички окупатор, бугарската фашистичка војска, а тоа кај нас е дел од заклучоците на АСНОМ. Дали во таков случај МНР ќе реагира? Тоа се прашања на работата на историската комисија. Кога историската комисија ќе го разгледа тој период, ќе донесе интерпретации, доколку донесе хипотетички некакви интерпретации, тогаш тие интерпретации треба да бидат основа како ги толкуваме тие периоди. Но во ова поглавје се зборува за говор на омраза во рамки на тоа што го дефинира нашиот закон. Омаловажување кое што води кон насилство. Значи, тоа е намерата. Да се Има прекине... разлика, министре, помеѓу омаловажување и говор на омраза и кривично дело, односно закани и така натака, односно насилство. Како ќе се разграничи тој дел, многу е важен. Значи, тука со овој протокол ние превземаме политичка волја да го спречиме овој тренд негативен на говор на омраза помеѓу двете држави. Не се дефинирани во детали, затоа што повеќе е политичка волја владите да имаат предвид да не дозволат тренд на говор на омраза кој што очигледно може да доведе до насилство, како што беше последниот случај со палењето на клубот или пак слични такви мерки во Република Бугарија кон нас. Зборува генерално за волјата на двете држави и мислам дека е тоа легитимно. Влегуваме во нови односи со Република Бугарија, влегуваме во партнерство, сакаме да влеземе во клуб каде што Република Бугарија е член и каде што ги утврдува правилата на игра и треба да ни дозволи пристап до тој клуб и се разбира и надвор од тоа. Ние сме сојузници во НАТО, ние сме први соседи и еднаш мора да ставиме крај на овој цикличен, токсичен амбиент во кој што сме влезени и да го прекинеме. Само да прецизираме, социјалните мрежи, медиумите се напоменати, бидејќи во една верзија која што кружеше низ медиумите. Спомнате јавниот простор од целина, меѓутоа повторно гледајте тоа како следење на трендови. Доколку гледаме дека, например, Република Бугарија притвори човек кој што на социјална мрежа коментираше за изгорениот автобус во Софија и го притвори заради изјава. Значи, тоа се изјави кои што водат кон насилство. Таквите трендови, мислам дека немаме некоја обврска конкретна, меѓутоа зборува за една рамковна политичка волја на владите да го прекинат циклусот на говор на омраза помеѓу двете држави. Има и кај нас, има и кај нив, време е да се каже стоп. Кога сме овде кај и медиумите, кога веќе ги спомнуваме на линија со одлуките и договарањата на Комисијата за историските прашања, ако да речеме Комисијата за историски прашања договори лично
Дали за тоа како еве ние ќе зборуваме за таа личност во медиумите ќе биде обврзувачки за нас медиумите или тоа ќе биде само за официјалните? Тоа е за официјалните, затоа јасно пишува во протоколот за официјалните чествувања, официјалните говори. Овде не се зборува во делот на говор на омраза за историските интерпретации. Туку се зборува, како што реков, што е тоа што се дефинира кај нас како говор на омраза. Министре, рековте дека нисилниот договор е реципроцитет и тоа може јасно да се види. Меѓутоа морам да прашам, ние се согласивме и во ред треба да го отвориме уставот и бугарите како сите други заедници да влезат нели како легитимна заедница во Република Македонија, што ете Македонија некој начин го има прифатено досега. Меѓутоа каде е реципроцитетот за малцинството и правата на македонците во Бугарија, знаејќи дека Бугарија воопшто не ги ни признава? Тука се две работи. Прво, Република Бугарија има поинакво уставно уредување. Значи, не познава етнички заедници. Затоа се спомнувал тука често, има 1 милион турци кои што не може да регистрираат партија како турска партија, туку мора да биде регистрирана поинако. Тоа е системот на уредување. Не е само Република Бугарија, има и други држави, мислам дека е Франција, Грција, кои што исто така не препознаваат уставот, не препознава организирање на граѓаните на етничка основа, па ниту регистрирање на здруженија, политички партии на етничка основа. Кај нас уставот е поинаку. Препознава, уште во преамбулата, препознава и понатаму во нормативниот дел организирање на граѓаните Меѓутоа токму таа држава што не признава етничка заедница, сега бара нејзина етничка заедница да биде признана и тоа е како услов за ЕУ. Тоа е и претпоставувам дека тоа било причината да во 1999 во заедничката декларација на помеѓу тогашниот премиер на владата на ВМРО ДПМН и Лјупчо Георгиевски и Иван Костов, кој што параграф исто е реафирмиран во член 11 став 5 од договорот, значи истиот параграф од 99 година е потврден во член 11 став 5 од договорот од 2017 кој што вели Република Македонија потврдува дека ништо од низиниот устав не може и не треба да се толкува дека представува или некогаш ќе представува основа за мешање на внатрешните работи на Република Бугарија со цел заштита на статусот и правата на лица кои не се државјани на Република Македонија. Значи нема реципроцитет сега, ние значи, во договорот 2017 тоа е една асиметрична, единствената асиметрична позиција во договорот. Јас претпоставувам дека тоа е направено тогаш заради тоа што има различни уставни уредувања помеѓу двете држави. Но тоа е обврска која што е превземена уште во 2017 година и тие што го срочиле тој договор треба да ги прашаме. Господин Османи, господин Османи, денеска на пресконференција, односно на еден сличен ваков брифинг што го одржа вашата колешка Генчовска, беше спомнато, кажано дека и од новинари, и од водител на пресконференцијата, но и од заменик министерката, дека македонскиот јазик е така наречен јазик. Нема никаква реакција, односно знаеме за нивната таа унилатерална позиција, но сепак зошто користат такви, да кажеме, навредливи, недостоинствени описи на македонскиот јазик? Вака. Прво мислам дека имаше и делумно и погрешни протолкувања. Колку што јас сум информиран, иако бев на пат кога е дадена таа изјава, изјавата била во правец дека ние не можеме да наметнеме наш став на Европската унија. И мислам дека е тоа коректен став. Ние забораваме едно нешто, дека во 2017-18, која е подпишан Преспанскиот договор, и македонскиот јазик е влезен во картата на Обединетите нации како официјален јазик на Република Северна Македонија, Бугарија и тогаш има поднесена унилатерална нота до Обединетите нации дека за нив тоа е неприфатливо. Уште во 2018 до сите земји членки на Обединетите нации. Иста таква каква што ќе пушти сега и до Европската унија. Дали имаше тоа некаква импликација на статусот на македонскиот јазик во Обединетите нации? Истото е сега и во Европската унија. Фактот што Република Бугарија ќе поддржи рамка
каде што јазикот е дефиниран како македонски јазик, што ќе дозволи потпишување на Frontex со македонски јазик, додека за билатерални односи ние го имаме затворено прашањето за јазикот со Република Бугарија. Тоа е јазичната клаузула од 99-та и 2017-та. Македонски јазик согласно уставот, бугарски јазик согласно уставот. Затоа што тоа е решено прашање и ние никогаш во овие преговори не сме се обидували да смениме став на Република Бугарија. Туку како да спречиме тој став да стане европски став. И таа битка ја добивме. Затоа што во Европската унија македонскиот јазик сега, во иднина и секогаш ќе биде чист, без никакви објаснувања, квалификации, астерикси, фусноти и така натаму. И тоа го кажувам со најголема политичка, морална, било каква одговорност дека таа состојба е најчисто можна. Министре, да ве прашам само сега веќе кога ни го прочитавте или делумно ни го прочитавте протоколот, го искролавте, дали ќе може да биде и целосно објавен? Да, Кога и каде? На крај се договоривме со Република Бугарија во ист момент да го дистрибуираме. Што значи тоа? Во текот на денот. Во текот на денот, каде ќе биде објавен? Па ќе најдеме форма или ќе го дистрибуираме или на веб страна, ќе видиме како. За да знаеме каде да го Да, бараме. ќе ви информираме сега. Велите 2024-2025 да се случи првата промена на учебниците согласно тоа што е до тој момент изменето. Ја знаете целата процедура за промена на учебник, дека таа трае, дека таа не е едноставна, дали тоа значи дека веќе е почната процедурата за менување на учебниците? Нема препораки до сега. Има една препорака само за Самоиловата држава. И тоа е веќе почната процедура? Таа во протоколот пишува само прелиминарен урник. И тој прелиминарен урник ќе треба форма, спесимен да се види како ќе изгледа во иднина една таква препорака. Меѓутоа се надевам во иднина ќе има и други препораки. Тоа е духот на договорот и се разбира, повторно ќе кажам, за мене е најважно изјавата на комисијата која што вели доколку ние се согласиме, владата нема што да се мисли, било која влада треба да имплементира затоа што они стојат позади тоа што го одобруваат. И ние треба да им веруваме на тие луѓе кои што сме ги назначиле таму. За мене беше најбитно мојата теза, политиката на политичарите и историјата на историчарите да се одрази во овој протокол и тоа го постигнавме. Сите шпекулации дека ние ќе дадеме книги на Бугарија, па Бугарија ќе ги пишува и ние ќе ги имплементираме, се класични манипулации за да се вознемируваат луѓето. Значи, јазикот е чист, историските прашања не се одредница за отварање и затварање на поглавја, почнуваме преговори, протоколот е на реципрочна основа, Историската комисија е целосно автономна, едноставно утврдуваме динамика за да, бидејќи, зошто е тоа така? Да протоколот утврдува што прави владата, бидејќи може владата да не ги почитува одлуките на комисијата и да рече не ги имплементираме. Тоа е веќе класично минирање на договорот за добрососедство. И затоа тука утврдуваме дека владите, ако комисијата утврди, владите нема зошто да не ги имплементираат. Ние веруваме во тие луѓе што сме ги ставиле, не им правиме притисок, ги охрабруваме, им ги овозможуваме сите услови на нивна знаење, на нивна автономна одлука, но ако они одлучат нешто, ни дадат на нас, на владата, тогаш навистина заради бирократски, административни, недостаток на политичка волја, тие да останат така во воздух. Затоа што сме преземале обврска, сме подпишале договор и договорите треба да се исполнуваат и затоа духот на протоколот е во тој правец и јас мислам дека е апсолутно на линија на тоа што го наметнува договорот за добрососедство. Вие сакав само извинете, само да прашам. Значи имаме во вторник прва меѓувладина во која што практично ќе се фотографираме заедно во Брисел, а после година и пол е официјалниот старт на преговорите откако ние ќе го отвориме уставот. Не е така и не е коректно да се шпекулира. Најдобро е да се праша. Бидејќи јас реков, целиот наратив, антинаратив кон овој договор е заснован на неточни информации. Значи, во вторник не само што почнуваат преговорите, не само што ќе има класична прва меѓувладина конференција, ќе има отварачка изјава, почнува скринингот истиот ден, еве ова прв пат го кажувам, скринингот почнува истиот ден попладнето. Од тој момент почнуваат да се бројат деновите до членство.
Од тој момент почнуваат поглавијата експертите од Европската Унија да влезат во нашите институции, да го направат скринингот. Зошто е потребна втора меѓувладина? Затоа што во овој, видете, Република Бугарија стави вето. Да. Ние зашто преговараме овие 2-3 години? Дали ние очекувавме дека ќе биде 100-0 резултатот за нас? Секогаш сум рекол, било кое решение, двете страни ќе ги остави подеднакво задоволни, подеднакво незадоволни. Ние имавме 3 прашања важни за нас. Јазик, историски прашања да не бидат одредница за отварање и затварање поглавја и да почнат преговорите сега. Трите ги добивме. Република Бугарија доби условување на втората со уставни измени. Тоа е компромисот. Да, кажувам пред граѓаните, ова е компромисно решение. Ние ги добивме трите најважни прашања за нас. Република Бугарија доби условена втора меѓувладина Имате опозиција која што денеска излази и рече дека нема шанси да гласа за отварање на уставот. Јас тоа би го оставил кога ќе дојде време за тоа. Има време за тоа. Што ќе се случи доколку не го промениме уставот? Видете, исто беа песимисти луѓето дека ќе најдеме решение со Република Бугарија. Најдовме решение. Бевме упорни и најдовме решение заштитувајќи ги сите наши позиции. И еве јас денеска тука кажувам дека ќе најдеме решение со огромно мнозинство во парламентот да дозволиме како што се другите етнички заедници да ги вклучиме и сите други етнички заедници кои што бараат да влезат во преамбулата. Да објаснам уште еднаш, бидејќи имаше шпекулации каде ќе бидат внесени. Само во преамбулата, таму каде што се спомнати и во амандман 12, каде што во комитетот, при формирање на комитетот за меѓуетнички односи се спомнуваат исто така етничките заедници и таму после и така натаму, место тоа и така натаму ќе се набројат хрватска заедница, односно дел од хрватски народ, црногорски народ и така натаму, бугарски народ. Тоа е све и уставен закон за спроведување. Министре, велите дека комисијата ќе носи одлуки за историските прашања, потоа ќе ги имплементираат тие одлуки двете влади. Што во случај, ако има договор, да речеме, за Самуиловото царство, ние имплементираме, Бугарија не го имплементира тоа, имаме ли механизми ние да се заштитиме во таква ситуација? Реципроцитетот значи реципроцитет. Ако е обврска за двете, не може да важи само за едната страна. Тогаш ние слободно може да кажеме, ајде во ист ден ќе го имплементираме. Не може тогаш некој нас да не обвини, зашто ние сме имплементирали ако стои двете држави. Затоа мене ми беше важно формулацијата двете држави во овој протокол да биде во сите параграфи. Морам да потпрашам, министре, рековте 7 члена комисија од наша страна. Рековте дека гласаат анонимно. Не, унанимно. Едногласно. Тоа значи не може да се надгласува. Дали тоа значи дека доколку овие 7 члена од комисијата се согласат со нешто што сега е битно за Македонија, е дел од АСНОМ, е дел од така натаму, дека вие како влада и ние како народ ќе бидеме должни да го прифатиме доколку комисијата, дали комисијата излегува дека е над уставот, владата и народот? Договорот е тој, дека комисијата, за нас ни беше важно политиката да не се меша во работата на комисијата. Комисијата да биде автономна, да не биде под притисок, да не каже никој на комисијата како треба да одлучува и постапува. Ако комисијата донесе одлука, тогаш владите треба да имплементираат. Се разбира, ако они нешто донесат некоја одлука која што мора да помине низ сите други филтри. Прво МНР да прифати, па да предложи на владата да прифати, па после соодветното министерство, ако е образование, култура и така. Дали тоа доколку не го предложиме ќе ни се рачуна како греф за да ни Мислам дека веќе неимплементирање на одлуки на комисијата, мислам дека може да се пресметува како непочитување на договорот и тоа е веќе легитимно. Затоа комисијата е на паритетна основа. Ние сме ги избрали луѓето на кои што веруваме, ние не можеме да знаеме повеќе од нив. Ако они сметаат дека е тоа така, ниеден од нас тука не е историчар за да знае подобро од нив, па да пресудуваме дали они изгрешили или не. Најважно во овој процес е автономноста на историската комисија, која со овој протокол не само што е негибната, туку е засилена, имајќи го предвид првиот протокол кој што даваше точни рокови кога треба да се решат некои И уште едно подпрашање во врска со комисијата, што толку не се договорите?
што доку не се донесе одлука, тоа се одоговлечи, повторно немаме резултати, дали и тоа би можело да биде причина за Бугарија да каже дека не сме го исполниле договорот? Дали може Бугарија тоа да го представи во општиот впечаток дека не се почитува договорот? Може. Дали има право или има основ во рамката да кочи процес заради тоа? Нема. Дали може да го злоупотреби? Еве и сега 3 години не блокира и немаме никаква рамка, никаков документ, но не блокира. Такви се одлуките. Тоа е затворен клуб. Европската унија е клуб на земји кои што си поставиле своји правила, доколку сакате да влезете, треба да ги почитувате тие правила. Ние сакаме да влеземе во тој клуб, тие се правилата, со одлуките се носат со едногласност. Дали има основ во оваа рамка да каже чекајте докаде е историската комисија па да блокирам, таков основ нема. Дали таа одлука ќе биде легална и легитимна? Нема. Дали има право да го направи тоа? Може да го направи било која земја за било кое прашање, па не мора и да каже дека за тоа го прави. Ке го прави за тоа, ке каже не сум задоволна заради земјоделството како се одвива. Нема начин тоа да се бара. Ги слушам луѓето да бараме гаранции. Од кого бараме гаранции? Од Европската унија. Па Европската унија е Бугарија. Не може Европската унија да донесе одлука без Бугарија. Значи ние бараме гаранции од Бугарија. До втората, еве, такви гаранции добивме со овој пакет, втората не зависи од Бугарија. Зависи од условот уставни измени, но не од Бугарија, зашто нема да одлучи пак. Но понатаму, Бугарија и секоја друга земја може да најде било каква причина. Работата е дали ние ќе влеземе во нов циклус на односи со Бугарија, да ја вратиме довербата, како што направивме со Грција. Сега Грција не ги гледа деталите во процесот, ја гледа големата слика. И затоа кажувам, не се заштитуваме ние од бугарско вето со тоа што има со убави реченици во рамката, туку со добра политичка клима. Затоа треба да се прекине овој говор на омраза, да се подобри соработката, да се подобри довербата. Нема да биде лесно. Во двете држави има провокатори, има луѓе кои што не сакаат овие држави да ги подобрат односите. Секогаш ќе има политички партии кои што сакаат да профитираат партиско-политички на оваа тема, бидејќи е емоционална за луѓето. Но мора да има разумни луѓе во двете држави. Мора да има разумни луѓе кои што ќе кажат стоп, сакаме да влеземе во клуб каде што е Република Бугарија, не може со инаети тоа да се направи. Туку со враќање на довербата. Нема да биде лесно, ќе биде тешко. Не ни беше лесно на нас овие 2-3 години, и мене и на сите други во мојот тим, но еве, се обидуваме, чекор по чекор, да ја вратиме таа доверба. Кој можеше да замисли дека ние со Грција ќе бидеме во односи какви што сме сега? Кој можеше пред 5 години да претпостави дека мене првиот министер на кој се јавувам за подршка е грчкиот министер за надворешни работи. Првиот премиер на кој се јавува премиерот Ковачевски е премиерот на Грција. Значи, тоа се постигна заради добри одлуки. Тоа ќе го постигнеме и со Република Бугарија. Ќе имаме противници, ќе има секојаш луѓе кои што ќе сакаат да добијат политички поен повеќе. Но јас верувам во премисата дека разликата меѓу државници и политичари е што политичарите размислуваат за следни избори, државниците за следни генерации. За жал, оваа битка денес е битка помеѓу државници и политичари. Тоа го гледаме овие денови. Извинете. Само кратко, бидејќи во преговарачката рамка сепак стои дека Европската комисија ќе прави некаков мониторинг во делот на добрососедските односи, дали воопшто разговаравте денеска со Генчевска во смисла на тоа имплементацијата од протоколот или вашите гледишта како тоа се имплементира да го праќате во Брисел од време на време? Прво, многу е важно тоа. Европската комисија нема да мониторира писмено, да дава писмен извештај како се спроведува договор. Ке информира на тие средби вкупната состојба на добрососедските односи. Јас денеска на попад ги гледав извештаите од изминатите години на Европската комисија. Гледајте го делот на добрососедски односи. Кажува какви односи со Албанија, какви односи со Србија, со Бугарија зборува какви односи. Значи и до сега, и гледајте ги тие извештаи, почнува вели добрососедските односи се суштински елемент на процесот на проширување. И тоа е така. И особено овде на Балканот тоа е така. Значи нема ништо ексклузивно.
Договорот за добрососедство не е дел од патоказите, не е дел од одредниците, нема Европската комисија да даде писмен извештај, но и хипотетички. Доколку еве заглавиме со Република Бугарија, затоа што она ќе каже нашиот впечаток е дека не се добрососедските односи добри. Дали е подобро да бидеме во процесот и Европската комисија да ни помогне тука, или да бидеме надвор, чекајќи дека еден ден Република Бугарија ќе ја смени својата одлука. Јас сум убеден дека ако сме внатре во процесот, заедно со комисијата, било која потешкотија со Република Бугарија, полесно ќе ја надминеме ако ние тука со нас Европската комисија, ако ни се земите членки. Седејќи дома тука, чекајќи дека можеби после бугарските избори ќе дојдат некои подобри партии, подобри од владата на Кирил Петков, и дека тие ќе кажат до сега сгрешевме, ајде ќе се повлечеме од нашите позиции. Мислам дека е тоа погрешен пристап. Затоа сум самоуверен дека е направена најдобрата можна одлука во овој контекст, кој што ги запазува нашите позиции, а овозможува почеток на преговори после 17 години. После 17 години датум за преговори е 19.7, 9:30 минути во Брисел. А скринингот почнува истиот ден попладнето. Постојано зборувавте, додека го презентиравте протоколот, дека сте слушале одредени шпекулации, дезинформации, па ги објаснувавте. Зошто не го објавивте протоколот како што неколку пати најавувавте пред подпишувањето? Зошто оставивте простор за сомнеш, страф, дезинформации? Затоа што доколку немаше одлука на собранието, јас немаше да го подпишам. Зошто вчера после брифингот не го објавивте? Го објавив вчера Каде? после на брифингот. Ама зборуваме за јавност, господин Османи, вие до овој момент 15 за 7, сега вие се уште го немате јавно објавено. Вие ни го скролате. Многу беше важна одлуката на парламентот. После одлуката на парламентот ние донесовме одлука на влада. Откако го разгледавме протоколот на влада, веднаш после тоа јас имав состанок со вас и го презентирав, како што направив и денеска, го презентирав пред вас. Денеска го подпишавме, еве денеска исто така го представам пред вас. Овој не беше лесен процес. Овој процес не беше процес во кој што само ние сме една страна. Тука беше и Република Бугарија. Као и они имаат одредени барања и сензитивности кога да се објавува нешто, бидејќи и тие имаат своја јавност. Тука се и другите европски земји. Сето тоа требаше да се балансира во на еден внимателен начин, за да не се прекрши работата во било која друга точка. Уште еднаш прашувам, значи до крајот на денот, денеска до 24, вие ќе го објавите? Ќе го објавиме, да. Во ред, предпоставувам дека ќе ни јавите во Вибер групата. Да, ќе ви информираме сега. Благодарам многу. Да. До сега не е планирано такво нешто. Во протоколот пишува заедничко чествување само за тие настани и личности за кои што има договор, а за другите доколку има политичка волја. Треба да се разговара. За овој втори или не, нема таков договор. Благодарам.